Власта на секој можен начин на сила турка попис во време на пандемија и покрај безбројните критики во јавноста дека здравјето на граѓаните ќе биде загрозено. Најновиот метод на надлежните да спроведат попис најверојатно ќе биде предноста да се вакцинираат попишувачите, што денеска го потврди премиерот Заев. Меѓу првите кои ќе се вакцинираат со дозите на AstraZeneca кои ќе пристигнат во недела, ќе бидат оние што ќе ги попишуваат граѓаните, иако според сите здравствени принципи и стандарди, приоритет за вакцинација имаат здравствените работници, високоризичните категории на граѓани и лицата над 70 години. Верувам дека пораката испратена синоќа од господинот Мицковски, дека ако се вакцинираат попишувачите, тие се секако планирани во првата категорија на граѓани за вакцинирање, тие јавно ќе дадат поддршка за пописот и тогаш ќе бидеме навистина сите политички субјекти про пописот, освен Левица. Од ВМРО ДПМН и денеска побараа пописот да се одложи за септември. Опозицијата вели дека е човечки и хумано на толку многу заболени и превисока смртност приоритет за имунизација да имаат медицинските лица и хронично болните, па дури потоа останатите. Според нив секој друг редослед и приоритет би значел давање предност на политиката наместо на човечноста во медицината. Повикуваме од страна на владата и владачкото мнозинство да закажат итна седница за да може законски да се интервенира и да се измени законот за попис на населението со тоа што ќе се одложи за септември. На само помалку од една недела од стартот на пописот регистрирани се 4 заразени попишувачи. Во меѓувреме ДЗС и официјално ги објави протоколите за попис. Првиот човек на институцијата Апостол Симовски се пофали дека биле набавени скафандери, маски, средства за дезинфекција, со што биле подготвени да го стартуваат пописот наредниот четврток. Овие смирувања на надлежните дека пописот ќе биде безбедна операција не го намалуваат отпорот на групи граѓани кои јавно се противат и покрај заканите на власта, дека оние кои повикуваат на бојкот ќе одговараат кривично. Правниците пак контра заплашувањата на власта. Велат нема законска можност да се казнат оние што повикуваат на бојкот, оти тоа се коси со правата за слободно изразување.